Време е за минутите за темата на денот. Вечерва гостин Ивон Величковски, либерален републиканец во општество на десни и леви патриоти или? Би се рекло нормален човек со нормални потреби во нормална земја и со нормални заложби за сите граѓани кои што ги споделуваат истите вредности. Политички сега не активен многу, повеќе аналитички. Како политички лидер на Движењето за нова република се надевам дека го даваме сопствениот придонес во сите предизвици кои се пред нас. Добро, има дилема со која тема да почнеме, ако нели најавите се дека зборуваме за политичките околности во Македонија. Едната е она што се случува на домашен план, а мислам дека другата некако помина така невидливо во јавноста. Тоа е информацијата дека Американскиот сенат најавува закон за борба против корупцијата во Западен Балкан. Дали е тоа магнитски за Македонија? Да, магнитски за Македонија е започнат. Благодарам за прашањето и одлична обсервација. Магнитски светски предизвика тектонски пореметувања, отворени се многу судири со олигархијата широм Европа, во Македонија, а воопшто и во регионот тоа се случува веќе подолго време. Не сакаме да признаеме, можеби, сакаме да се држиме до тривијалност или до други прашања. Има навистина и многу грешки кои што се прават на сите страни, но основата е една. Дека борбата со корупцијата е практично борба за владење на правото, за човекови права, за просперитет, за демократија, работи за кои што некако заборавивме дека сме се борели и дека секој ден треба да се бориме. Точно донесен е нацрт акт во моментот, значи нацрт закон, ако така сакаме понаше да го кажеме, со кој што се синтетизира практично целокупната постапка од извршните наредби, тргнувајќи од меморандумот за борбата со корупцијата, работи за кои што сум кажувал и пред година дена, но никој не сакаше да ги третира посериозно овие прашања. Тие се онај судир со постсоветската олигархија, инсталирана од Уралот до Јадранот и, ако зошто да не кажеме и овдека слободно широко на Балканот, која што во Македонија започна со транзицијата, односно се пребои, се приспособи, прилагоди, се инсталираше и продолжи да функционира низ економијата, бизнисот, медиуми, невладени организации и така натаму. Еве ги последиците денес. Денеска ќе се бориме и во следните веројатно 5-6 години ќе ги видиме резултатите како чекор по чекор со таа елиминација на олигархијата и нејзините пипци, како владењето на правото се враќа назад. Извинете, уште една само интервенција, гледате ги сите работи поврзани. Ако на некого му се чини дека е чудно што се подпишува преспански, предходно рамковен договор, следете низата од рамковен, преспански, односно софијски, преспански протоколи кои што ги утврдуваат истите правила на едно однесување. Секој си гледа во сопствената земја, се грижи за сопствените граѓани, сопствените приходи и она што е најбитно, сето тоа не доведе до земја членка на НАТО и со започнати преговори со Европска унија. Започнати или најавени за започнати преговори? Како сакате да знаете, секој си толкува како што одговара, јас се трудам да го толкувам да го кажам она што е фактичка ситуација. Ако сметаме дека треба да се надпреваруваме дали се започнати или не се започнати преговорите, мислам дека ќе влеземе во голема лага и во лажен надпревар. Првиот пат, како се вели, почнувањето на преговорите се памти, ова другото е. Тоа ме води кон како и во некој живот. Кон другата тема. Всушност, нека биде како увертирали вовет на тоа, во тоа дали ќе почнеме преговори или не, формално правно со отворањето, на првите погледи зависи од тоа дали ќе го промениме уставот, а за тоа дали ќе има потребно 80 пратеници, тоа е една темата, но деновиве во јавноста се наметна на друга тема, теза за цензура на уметноста, низ протоколите, дали е можна таква цензура, дали се можни такви нови уцени од страна на Бугарија. Имаше тука и една несмасна изјава на министерката за култура. И сега прашањето е каде сме пред цензура на уметноста или некаде помеѓу цензуриран политички амбиент? Повеќе слој на прашање бара повеќе слој одговори. Благодарам. Прво и основно, несреќни изјави немам намера да коментирам, не сум ги коментирал никогаш, па нема ни сега, иако сметам дека секој може да си го најде начинот да ја елиминира црната флека од таа изјава е некако ја потврди Ајде да ги разбиеме фамите, значи јас и денес пред го слушав Димитров, готово, вака, така. Ајде да ги поставиме вака работите. Прво, дали Бугарија, ако го немаше протокол, дали можеше да ни стави вето на која сака поглави? Да. На која сака прашање? Да. Дали може било која земја членка на Европска унија да ни постави вето, да не сопре и така? Да.
Протоколот беше еден од начините, така го гледам, значи нека цени јавноста. Беше еден од начините на кои што всушност се овозможува спорните точки да бидат лоцирани, авансирано да се решаваат за да не влезат како дел од проблемите во преговарачкиот процес. Кој знае да цени? Не односот да речеме на Бугарија или на Македонија или на било која друга земја. Гледате обсежноста на зафатот на француското претседателство. И сега ако сакаме да одиме уште чекор натаму, бидејќи реков дека од Рамковен, преку Софијски, Преспански и сите пропратни документи станува збор за една сериозна регионална архитектура и на сериозно зацврстување на Македонија во рамките на таа регионална архитектура, јасно не е дека тоа не можело да биде без уште еден светски фактор, а тоа се Соединетите американски држави. И сега сите кои што навалуваат натаму да бараат проблеми или да наоѓаат проблеми, секој може да најде проблем и секој може по друга страна да тврди дека се е идеално. Ниту идеално, ниту е нерешлив проблем. Натаму да одиме. Дали изјавата на министерката можела да биде подобра? Апсолутно и морала да биде подобра, бидејќи прашањето е дали министерството пропишува дали реално е можна цензура на уметноста низ патот на Европскиот само за своите финансирани, така да кажеме, проекти. Цензура може да постои, но не сме да постои. И сега во дадениот случај не, бидејќи се тоа што е проблематично, се тоа што можело да се најде како замка, така да го кажеме. Ама секаде можело да постои, значи и со и без тие протоколи за кои што зборувам. И секогаш може, ако некој сака да ни каже, може да не запри. Тоа не мора да го направи ниту Бугарија, ниту Грција, да речеме, бидејќи и тука имаме прашања за кои што не. Знаете зашто ама имаме три законски акти кои што во Грција седат во Грчкото собрание, прашањето дека ќе исчезнат уметност поврзана со некакви историски компоненти, со уметноста во Македонија што може да исчезне е само државната уметност. Бидејќи државна уметност во модерниот свет не постои. Но не сум јас тој кој што може да каже какви критериуми слично треба да се воведуваат во културата, се има за тоа стручњаци. Но ќе ви кажам една работа и ќе ви дадам, ајде малку атипичен осврт. Ви текнува ли кој е последен југословенски министер за култура? Мене не. Не може да ви текне, бидејќи немало Министерство за култура. Ама во тој период во Македонија имате производство на филмови, музика, напредок и слично, да не зборуваме за се она што денеска на репризи го гледаме на многу национални канали. Зошто? Затоа што се произведувало тогаш. Зошто? Зашто имало богати фондови, затоа што имало идеја и тогаш веројатно не било баш све нецензурирано. Но имало сигурно некое длабоко внатрешно чувство што се создава, со каква порака и она што е суштината, со која цел и она што е суштината. Културата ја создава општеството и народот. Културата не ја создава државна мисла или државна наредба. Добро, целиот овој амбиент општествен кој што се наметна изминативите можеби една година и повеќе е поврзан со она фамозно бугарско вето кое што беше на патот на Македонија кон Европската унија, создаде некаква клима на голема поделба во општеството. На долг рок според вас таа поделба ќе остане, ако се земе предвид дека претпоставувам и следните избори ќе бидат основата на која што ќе се надпреваруваат политичките субјекти, кој е поголем патриот, кој е помал предавник, приказното. Или кој е поголем поддржувач на патот на Македонија кон Европската унија. Зависи од која призма гледат. Па јас искрено речено мислам дека на таа тема ќе се водат надпреварите во следниот политички период. Прво да се навратам на едно прашање. Ние немавме среќа со министриве за култура откако започна антиквизацијата и тоа беше исто проект на Министерство за култура, па се движеше наваму натаму. И не е тоа прашање на личности, тоа е прашање на правец. Истото сега да ве потсетам, имаше фама. Де ќе идеме на ќе се случи асимилација, ќе се случи бугаризација, ќе се случи ова, ќе се случи она. И од оно што започнавме, дека ќе не снема, на крај заврши во дебатата во одредени медиуми, заврши во дебата што се дијалектите. Значи ниту ќе не снема, ако ние тоа не го дозволиме, ниту се ни е гарантирано ако не се потрудиме. Психологијата на малцинство која што овдека е имплантирана со години, да не речам со децении, на држање на Македонија како гранична каравла на Југославија, завршува со овие сите договори. Но да одиме натаму, дали предавството денеска ќе го мериме во тоа кој што ќе потпише или во тоа колку ќе се бори со корупцијата. Луѓето од овде не заминуваат затоа што не сакат да направат жртва, туку затоа што политичарите не се жртвуваат. Тие жртвуваат државата. Го слушав леле ќе не наречат северно македонци, ќе на. Значи на Димитров да речеме и на таквата јавност. Морам да им објаснам дека
таа е завршена приказка. Никого не интересираат неговите пропишани правила кој како да не нарекува. Но тој и секој кој што ќе разговара на оваа тема мора да каже една работа, дали сака рамковна Македонија или сака Дејтонска Македонија. И денеска сме во ситуација во која прекрупни политички, безбедносни, воени предизвици се случуваат на европско тло, да си игра човек со македонците на овој начин е крајно некоректно. Сакате да кажете дека ние сами треба да избереме северно-македонска нација? Не, напротив. Тоа што е завршено, е завршено. На крајот на криштата прашите го него, повторно беше мислам гостин тука. Прашите го дали денеска би го потпишал договорот што го потпишал. Ако ви каже да, нека заврши со муабетот. Ако ви каже не, нека каже тогаш дека сгрешил. Добро, на тој пат кон Брисел, во тој лавиринт, изборот е европеизација преку бугаризација или тоа е само мит? Европеизација преку? Бугаризација. Не. Стравот кој што се јавуваше, споредете ги протестите после Преспанскиот и после Софискиот, после протоколот. Преспанскиот нешто опозицијата беше така млака. Ама тоа фактичка состојба. Една работа немаше во Преспанскиот што го има во протоколот од Софискиот договор, тоа е отварање на досијата на поранешните служби во периодот 45-91. Тие досијата 3 пати ги отвараме и таму очигледно ништо не може да се... Па не знам баш дали е така. Не знам баш дали е така, бидејќи оваа нервоза немаше да биде таква и очигледно е дека тука беше крајната цел да се продолжи со југословенската матрица која што им беше нафрлана на македонците. И сега следното прашање кое што е, дали ние свесно сакаме да влеземе во Европска унија или пак ќе чекаме како 43-та некој кога не запишал во јајце дека сме таму? Ние свесно влегуваме во Европска унија. Нема зашто да се плашиме од тоа. Знаете како, сепак е многу поразлично од тезата дека југословенизацијата е причина за целата тоа. Сепак јавноста ги гледа негативните изјави од бугарските политичари, ни оспорувањето на македонскиот идентитет, оспорувањето на јазикот на се и стравот е веројатно дека во тој процес кон Европска унија ние пак нешто мора да губиме за да стигнеме до таа цел. Затоа велам, тука нема врска со југословизација. Секоја реакција на таквиот пристап кај било кои политичари во Бугарија кои што ги преминуваат црвените линии на дозволениот однос кон македонците е оправдана. Но исто ќе ви кажам, како што оној Ковачев, како се каниот европратеник и слично, јасно е исцртан како противник на македонскиот народ во неговите изјави и македонците не се согласуваат со него. Ама ако мислите дека не има некои грци или бугари кои што уживаат во тоа кој ќе ги видат нашиве политичари како прават знак вегета, па не е баш така, бидејќи тие веројатно чувствуваат дека станува збор за територијални претензии. И ние се полека мораме да се вратиме на тоа дека европската нарација значи европско однесување. Тоа значи потоа барање на она што вам ви следува и недозволување да ви се прави вам тоа што на другите не им се прави. И ако гледаме денеска, имаме огромен успех во една работа. Тоа што е практично изместена позицијата на собранието на Бугарија од нивната декларација, односно резолуција од 2019 година, ако не се лажам. Мато тоа никој не сака да зборува. И па знаете како, јас овдека, бидејќи не сум тука да застапувам ниту влада, ниту да ги бранам ставовите на више не знам кој е главен во опозицијата, бидејќи гледам дека тука е борбата, јас само можам да кажам што би правиле ние како Движење за нова република. Би се движеле по она што во други време, ја го рековте либерален републиканец. Во 2013 јас имам зборувано за внесување на бугарите, црногорците, хрватите, ние зборувавме за словенците, торбешите, во уставната преамбула. Зошто? Затоа што македонците конечно може да кажат ние сме сигурни во себе, имаме држава во која што сакаме рамноправност, која што е гарантирана и обезбедена како за нас така и за другите. Овој модел сме го избрале да ги ставиме сите кои што сметаат дека се. Добро, и во тој контекст референдум да или не? На таа тема веќе имам додуша не на збориме за референдум кој го заговара опозицијата. Не гледам искрено речено никаква логика на завршена работа, освен доколку ВМРО ДПМН, левица, не знам кој сака да си ги пребројат поддршките и слично. Во ред тоа ќе биде некоја копија веројатно на она што го правеше Груевски околу територијалната поделба, но ќе потсетам на една разлика и што ми укажува дека всушност ние имаме веројатно некој во ВМРО ДПМН има недоверба кон нивните пратеници. Ако со 30 пратеници можете да распишете референдум, зошто одите всушност на барање 150.000 потписи од граѓани за да бидат иницијатори? Сметам дека таму постои некоја недоверба и всушност мислам дека таму работите се отвараат, дека изборот пред ВМРО ДПМН е по паметот на Мицковски, Силјановска, Пасиев или по линијата на ВМРО ДПМН, која што пред 30 години беше страшно западна, прозападна, про-ЕУ и про-НАТО.
Добро, може би тој референдум ќе овозможи дел, ако е неуспешен, па дел од опозицијата да гласа за промена на уставот. Целата работа, уставните измени ги носат пратениците, иницијатори како што слушнав ќе бидат пратениците. Мојот совет е во ВМРО ДПМН, особено пратениците и раководството, добро да размислат зашто се. Бидејќи во принцип не гледам дека таму некој изјази негативен став кон тоа да се прошират броја, да се наведат сите народи за кои што станува збор во предлогот да се дополни преамбулата. Не знам зашто станува конкретно речено зошто ваквата реторика на намерна поделба на македонското етничко ткиво се движи, но едно знам, ние ќе се натаму она вештачка јавност која што беше негувана со децении овдека, ќе го користи се тоа за да успее да внесе повторно стравот на таа јавност да се усмери во конфликт кон албанците. И цело време овдека е или албанизација или бугаризација, некој сака да не дели, некој сака да не земе. А аманте луѓе, таа работа е завршена. Во земја членка на Европска унија и НАТО, ќе видите колку тие работи се излишни и смешни. Денеска се гледа тоа, а превентивната акција која што Соединетите американски држави имаат започната поодамна со тие актови Магнитски и слично, се гледа колку ги изнервира сите тие производи на основната постсоветска олигархија. Да не заборавиме, Украина е дел од борбата на постсоветската олигархија или обид за креација на постсоветска руска империја. Благодарам гостин во тема на денот, Канада. Иван Величковски. Во продолжение.